Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Алармантна состојбата во Гостивар. На инфективното оделение и модуларната болница уште само 5 слободни легла. Во општина Тетово 7 наставници имаат COVID-19, додека 4 групи ученици се во изолација. Во градинките нема ниту еден случај. Изложба на познатиот уметник Мице Јанкуловски. Делата ги создава исклучиво со црна боја. Алармантна е состојбата со ширењето на коронавирусот меѓу населението во Гостивар. Расте бројот на хоспитализирани пациенти. На инфективното оделение и во модуларната болница денес имаше уште 5 слободни легла. Гостивар под удар на нов сериозен ковид бран. Коронавирусот со зголемен интензитет се шири меѓу населението. Расте бројот на пациенти кои поради компликации имаат потреба од хоспитализација, потврдија лекарите ангажирани за третман на болните. На инфективното оделение и во модуларната болница денес имаше уште само 5 слободни кревети. Доколку продолжи ваквиот тренд, најверојатно и други болнички оделенија ќе се пренаменат во ковид центри. Света алармантна, значи во последниве 10 дена има веќе расна бројот на пациенти со COVID-19. Значи во двата објекта, ова што позади мене напред, значи само има 5 слободни места. Значи преполно е и секој ден доаѓаат значи со нови примања. Значи алармантна ситуацијата. А сега тоа да видиме, ако тоа се и полно тоа, ќе може пак ќе видат во други одделенија ќе ги распределиме на пациенти, значи нема како. Лекарското искуство покажува дека карактеристика за новиот корона бран е што силно ја погодува помладата популација. На инфективното оделение во Гостивар се лекува 24 годишен пациент со пневмонија, предизвикана од коронавирус. Друга специфика е што во повеќето случаи се работи за семејни кластери, односно заразата зафаќа цели семејства. Значи сега фаќат како помлада популација, од 30 до 40 нешто години например. Имаме на пациент внатре што лежи со пневмонија, разликом млад човек, значи 24 годишен. Добро, што не е под кислородна терапија, има пневмонија со двете страни на плуча има ги пневмонија. Значи помлада популација фаќат овој вирус. Ако еден семејство да е заболен, 90% други да се заболени, например. Значи имат, значи имат веќе тие што се, што ми кажеш, цела фамилија е семејен кластер да се заболени. Врз медицинскиот персонал паѓа голем товар, а со оглед дека нема доволно инфектолози во лекувањето се ангажирани интернисти како и специјализанти. Она што го посочуваат како малку пооптимистичко во новиот ковид бран е што нема многу смртни случаи како во лани есента. Бројот на активно болни во регионот што ги опфаќа општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше за кратко време достигна скоро 400. Во општина Тетово 7 наставници имаат COVID-19, додека 4 групи ученици се во изолација. Во градинките пак нема ниту еден случај. Од секторот за јавни дејности велат дека во сите објекти постојано се врши дезинфекција и строго се почитуваат протоколите. 7 наставници од основните училишта во општина Тетово се позитивни на тестот за COVID-19, поради што во изолација се 4 групи ученици од прво до трето оделение, кои следеле настава со физичко присуство. За среќа во градинките нема заразени вработени или деца. Раководителот на секторот за јавни дејности Ахмет Ќазими вели дека строго се почитуваат мерките и се спроведуваат протоколите. Значи, како што се одува состојбата во државата, тоа се рефлектира и во училиштата. Ние сме стриктни во почитување на мерките кои што се од Комисијата за заразни болести и од Министерството за образование и од здравство во поглед на зачувување на здравјето на учениците и на вработените во образовните институции. И како резултат на овие строги мерки кои што се запазуваат, бројките се помали од тие што беа во првото полугодие. Значи, моментално во градинките во општина Тетово немаме ниту групи во изолација, ниту пак некои вработени кои што се позитивни или кои што се во изолација.
Додека пак во основните училишта од општина Тетово, од сите овие што се општински училишта, имаме 7 наставници кои што се позитивни и 4 групи на ученици кои што моментално се наоѓаат во изолација. Се следи секојдневно состојбата, се следи здравјето на учениците секојдневно и се постапува во согласно со протоколите кои што се пропишани. Ќазими додава дека постојано се врши дезинфекција во училишните објекти. За одржување на чистотата била извршена и пренамена на средства. Училиштата се дезинфектираат и во дневна основа, се дезинфектираат и во неделна основа, како и се прават периодични целосни генералки и дезинфекции на целосниот објект. Се прави дезинфекција и при промена на смените, хигиената е на највисоко ниво и средствата ова година од буџетот на училиштава претежно се предвидени за овој дел да се трошат кон делот на дезинфекција и одржување на хигиената на училиштава, така да направивме некои пренамени во планирањето од претходните години и поголемиот дел од средствата се пренаменети на овој дел од буџетот. Така сме подготвени, до сега не сме имале никакви поплаки од страна на родителите во врска со одржување на чистотата и одржувањето на редот и во врска со здравјето на учениците. Тоа е тековен процес и во овие услови на пандемија ќе бидеме фокусирани на тој дел. Инаку бројот на заразени со COVID-19 во Тетово и околината од почетокот на пандемијата досега надмина 6.000. Секојдневно се регистрираат нови случаи, така што само во текот на вчерашниот ден имаше 40 нови позитивни лица, додека 11 оздравеле. Престојот на децата во градинките е безбеден, рече министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. Таа нагласи дека тоа што нема ширење на инфекцијата меѓу децата во градинките говори дека се почитуваат протоколите. Има благ пораз на нови позитивни случаи, меѓутоа имајќи го во предвид фактот што од 13.600 деца присутни во градинките, пресекот во минатиот петок беше дека само 19 дечиња се позитивни, говори за тоа дека во градинките се уште е безбедно престојувањето на децата, дека вработените ги почитуваат протоколите и затоа следејќи ја епидемиолошката состојба, заедно со најкомпетентните Комисијата за заразни и болести, ќе носиме одлуки понатаму како ќе се одвиваат работите. Сакам да истакнам дека не сме го достигнале пикот кој што го имавме во претходниот бран кој што беше пред зимата. На крстосниците на улиците Маршал Тито и Видое Смилевски Батос проти Монопол во Тетово има падната бандера која го попречува тротоарот каде што се движат граѓани. Луѓето ја заобиколуваат и велат дека во градот владее општ хаос. Бандерата стои во таква положба неколку дена. Падната бандера стои во истата положба веќе неколку дена на крстосниците на улиците Маршал Тито и Видое Смилевски Батос проти Монопол и до Шик Јелак. Граѓаните со денови ја заобиколуваат за да поминат на тротоарот. Бандерата е навалена кон металната ограда, а самата основа е веднаш до улицата, по која има голема фреквенција на возила. Тетовци ситуацијата во целиот град ја опишуваат како општ хаос. Тоа не е само оваа бандера во градов, све е хаос. Би ве замолил да го снимите кај братство Миџени патот на раскрсница перат коли. Идеме со деца мали, у школу не можеме да мораш да пројдеш на улица, а на улица перат коли. Значи пречка е и за движење и За се, а тротоарот е од 56-та година, катастрофа. Да ступнеш негде, другата плочка ќе те удри по глава. Што мислите надлежните дека недоволно прават за да ги санираат овие проблеми? За овие недоволно, ама и ние луѓето, хигиената нас не може да не исчисти никој у градов. И ние треба малку да пазиме кај фрлеме, кај и така. Па не крива стара е, не затоа. Не мислите дека е пречка малку и за движење? Па е пречка, како не е пречка? Пречка е. На улица тука на тротоар пречка е бандерата за движење.
А за бандера нема држава. За ово треба држава да има. Држава знае само да качи струја, зејтин, нафта и вика даваме субвенции. Дават. Ништа, сите ајдуци. Тоа давно, кога падне. Дива лига, како изгледа. Од општина Тетово тврдат дека бандирата не е во нивна надлежност, оти сметаат дека се работи за инсталација со електрично напојување, но од Девана не информираа дека се работи всушност за телекомуникацијска бандера од кабелски оператор. Турскиот амбасадор Хасан Мехмет Секисчок денес беше во посета на Гостивар. Амбасадорот оствари средба со градоначалникот и гостиварскиот муфтија. Амбасадорот на Турција Хасан Мехмет Секискјок денес беше во официјална посета на Гостивар. Во општината оствари средба со градоначалникот Арбен Таравари, додека во гостиварското муфтиство на ИВЗ со муфтијата Сабахудин Ефенди Зендели. Изјави за медиумите немаше, а домакините преку соопштенија пренесоа за средбите. Во општината се разговарало за досегашната соработка со Турција и за продолжување на негувањето на односите воспоставени меѓу двете земји и со општината. Во муфтиството, тема на разговор биле актуелностите во рамки на исламската верска заедница, со посебен акцент на зачувување и култивирање на верско-националната традиција на Гостивар и околината. Од средбата биле испратени заеднички пораки за зачувување на моралните и националните институционални вредности и дејствување, за подигнување на достоинството на исламските верници, без оглед на раса, пол, нација и јазик. Делегацијата ги посети Институтот за рецитирање на Куранот, Саат Кулата и Саат Џамијата во Гостивар. Во Центарот за култура Асном во Гостивар денес беше отворена изложба на познатиот уметник Мице Јанкуловски. Карактеристично за неговото ликовно творештво е што делата ги создава исклучиво со црна боја. Еден од ретките културни настани во време на пандемија во Гостивар беше денешното отворање на изложбата на познатиот уметник Мице Јанкуловски Мицко. Неговите дела се изложија во малата сала на Центарот за култура Асном, во рамки на одбележување на 50 години творештво. Карактеристично за Јанкуловски како ликовен уметник е што ја користи исклучиво црната боја. После 50 години сватив дека црната боја го има се. Тоа е можеби надбоја, како што вика познатиот италијански куратор и историчар на уметност Алфа и Омега на Венецијанското биенале Енцо Ди Мартино, боја на сите бои. Во црната боја со самата структура, вие ако се движите по самата слика, ќе видите дека како што се движите и самата слика се движи. Или ако ставите лајт шоу или природно светлото како што се движи, вие сликата од момент во момент различно доживувате. Тоа е тоа движење што јас всушност се обидував 50 години да го сватам. Гостивар денеска има чест и прилика да го биде еден од поголемите уметници во Македонија, Мице Јанкуловски. Тој е презентиран секаде во светот, не само во Македонија, добитник на многу награди и меѓународни и наши. Значи еден еминентен уметник презентира во Гостивар. Ќе видите дека е специфичен со посебен концепт. Неговите слики имаат една гама црна, значи монокрона. Да темното или црното не значи нешто лошо, нешто повеќе асоцира на мистичност. На отворањето на изложбата своје обраќање имаше директорот на Центарот за култура Ход Мифтари. Мице Јанкуловски е уметник по специфична појава, препознатлив пристап, фасцинантни истражувања и оригинални резултати. Неговата уметност здраши со хармонија, убавина, мир и сочувство. Таа е резултат на долгогодишно креативно истражување на уметникот, забележително воздржани, далечни и тивки, делата носат длабок филозофски подтекст, праќајќи ги визуелните пораки кон вечноста. Слободата, виртуознота, како и целосното спојување на идејата, концептот и резултатот обично ги карактеризираат слигите на Јанкуловски. Тој е уметник која вреднова со исклучително значење своето место во светот на современата уметност.
со својата автономна, креативна територија што ја воведува публиката во простории, светови и димензии исполнети со уникатна аура. Мице Јанкуловски е сликар и карикатурист. Добитник е на повеќе награди и признанија, меѓу кои Ел Греко награда за најдобар уметник, Лоренцо il Magnifico награда за животно остварување, награда Уметник на светот, Гран При на Меѓународно графичко бионале во Бугарија и други. Лишен од слобода 28 годишник бидејќи му била пронајдена марихуана. Во сообраќајна незгода повреден е 51 годишен тетовец. Деталите од билтенот на СВР Тетово следуваат во продолжение. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 60 лица, 33 лица од Тетово и 27 лица од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 31 лица од Тетово и 32 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен инспекторат, а контроли им биле извршени на 604 лица од Тетово и 426 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Во периодот од 22 часот на 24 март до 5 часот на 25 март на подрачјето на СВР Тетово регистрирани се 4 случаи, 2 во Тетово и 2 во Гостивар на непочитување на полицискиот час. Вчера околу 16 часот и 40 минути во гостиварската населба Фазанерија, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 28 годишник затоа што при негов преглед му биле пронајдени марихуана и ризли. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Вчера околу 17 часот и 50 минути во Тетово, полициски службеници привеле 31 годишник од Тетово, осуден на затворска казна. По приведувањето, реализирано со судска наредба, тој е предаден во казнено-поправната установа Затвор Тетово за издржување на казната. Вчера околу 17 часот и 50 минути на булеварот Видое Смилевски Бато во Тетово, 51 годишен тетовец, управувајќи патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, изгубило контрола и излетало од коловозот. По незгодата возачот бил пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош, каде што му биле констатирани тешки телесни повреди. На местото на незгодата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи. Вчера во 20 часот 37 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека на улица Благоја Тоска неговиот малолетен син бил каснат од куќе. Спроведена акцијска контрола за однесувањето на пешаците во сообраќајот. Поради непрописно паркирање, санкционирани повеќе возачи. Деталите следуваат во продолжение. Вчера на подрачјето на СВР Тетово спроведена акцијска контрола со која биле опфатени пешаците и нивното однесување во сообраќајот. При контролата биле откриени и соодветно санкционирани вкупно 43 прекршоци, 36 во Тетово и 7 во Гостивар. Покрај ова санкционирани биле и 55 други видови прекршоци, 32 во Тетово и 23 во Гостивар. На сите пешаци прекршители изготвени им се поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените санкции и глоби кои изнесуваат 30 евра во денарска противвредност. Вчера исто така продолжиле активностите за поголем ред и безбедност со паркирањето, при што во Тетово биле санкционирани од ПАЕК службата подигнати 12 непрописно паркирани возила, а во Гостивар 4. Претежно станува збор за возила паркирани во централните подрачја на двата града, најмногу во така наречени двојни редови, а кои го попречувале нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот. Одбојкарките на Бамикор загубија на домашен терен од лидерот на табелата Fit Fun Волеј. Сепак, целта на тетовскиот клуб е развој на младинските категории кои бележат одлични резултати. Одбојкарките на Бамикор забележаа пораз од 3:0 на домашен терен од лидерот на табелата Fit Fun Волеј. Екипата од Скопје доминираше во текот на целиот надпревар и ги освои сетовите со 25:13, 25:10 и 25:17. Сепак, како што велат од тетовскиот прволигаш, целта на клубот е развој на младите одбојкарки, зашто говорат и одличните резултати кои оваа екипа ги постигнува во младинските категории. Од денешниот надпревар и од вториот дел сезонава може да кажеме дека
Нашата екипа е релативно млада и затоа ни се овие резултати што се постигнати до сега, но максимално се вложуваме во оваа екипа да направиме, да имаме по наредните надпреварувачки сезони добра екипа што може да се такмичи во сениорска конкуренција. Надпреваруваме во кадетска и во пионерска конкуренција. Во двете конкуренции сме во осми на финалето. Кадетскиот турнир се уште се игра. Во пионерска конкуренција играме осми на финале со екипата на Јанта Волеј Форца. Екипата на Бамикор во моментов е на 8-та позиција на табелата со 3 бодови. Оваа генерација на одбојкарки веќе неколку години игра заедно и бележи се подобри и подобри резултати. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.